да ги плаќате сметките за комунали, но потврдите за истите не ги чувате. И одеднаш на домашна адреса ви стигнува опомена за неплатен долг, за сметка за која што сте сигурни дека сте ја платиле, но не знаете тоа како да го докажете. И што потоа? Колку треба да ги чуваме сметките и дали во овие случаи организацијата на потрошувачи може да стори нешто на темата? Вие ќе ни кажете, Мартина. И така ќе го започнеме разговорот. Колку се чести приговорите кои што пристигнуваат до организацијата на оваа тема која што ја отвараме денеска? Па може да кажам дека во изминатава година беа зголемени поплаките од потрошувачи кои што се однесуваа на проблемите со сметките, односно тоа најчесто беше за електричната енергија или пак водоводните услуги. Односно потрошувачите сметаат дека во сметката им стои заостанат долг или пак сметаат дека таа е платена, но сепак дадени се на извршител, сепак од давателот на јавни услуги постојано им стига оној заостанат долг во самата сметка, иако тоа е можеби застарен, иако тие сметаат дека го платиле, дури во определени случаи има и доказ за тоа. Како позитивен пример ќе кажам дека пред околу 1 месец имаше потрошувач кој што се жалеше на сметките за електрична енергија. Каде што имаше платено, имаше доказ кој што го чувал, да кажем, од пред 3-4 години беше, и тоа изгледа со позитивен исход, односно ние постапивме и на потрошувачот нели му беше избришена таа сметка, иако претходно беше побарано тој да плати повторно. Колку време треба да ги чуваме доказите, односно сметките во хартиена форма? Голем дел од граѓаните плаќаат, новото време носи и нови трендови, плаќаат онлайн. Треба ли и онлайн да имаме некаков доказ и да го чуваме истиот дека сме ги платиле сметки? Па да, најдобро би било нели ние како потрошувачи да се чуваме доколку сме платиле сметка, сега бидејќи знаеме повеќето започна со плаќањето онлайн, тоа да не го прават нели во хартиена форма, да ја чуваат и хартиена и онлайн, доволно е да ја чуваме онаа потврда која што ни стига на имејл или пак нели најчесто се прави кориснички профил и таму ни се дадени сите сметки кои што сме ги платиле. Сега сметките застаруваат нели за овие јавни и комунални услуги во рок од 1 година, значи најдобро да се чуваат минимум, да кажеме, 1 година, дали во хартиена форма, дали во електронски запис дека е платена, бидејќи понатаму тие застаруваат. Сега доколку се случило нели кај некој потрошувачи кој што напоменав, давателот на јавни услуги да побара исто плаќање на сметка која што веќе е застарена, но во овој случај потрошувачот треба да даде приговор дека сметката е застарена, дека нема намера да ја плати, нели бидејќи законски тоа е негово право. Сега многу потрошувачи не ги знаат овие права и одат ја плаќаат сметката, бидејќи со самото плаќање дури на една рата од сметката се смета дека ние го признаваме долгот и понатаму мораме да го платиме. Така да во овој аспект треба да внимаваат потрошувачите, доколку е застарена, воопшто да не ја плаќаат. Ќе проговориме нешто подоцна за застарувањето. Во меѓувреме ме интересира дали има можност потрошувачите, да речеме, кои што не ги чуваат сметките, а се доведени во ваква ситуација, да се заштитат. Што велат искуствата? Па искуствата кажуваат дека тој аспект е малку потежок. Мислам, ретки се случаевите кога нели самиот давател на јавни услуги системски ќе провери, ќе каже да сметката ви е наплатена, немате потреба да ја плаќате, бидејќи најчесто они не водат некоја, да кажеме, конкретна евиденција за ова и оставено на самите потрошувачи нели ние да се заштитиме малку во овој дел. Пак ќе напоменам, тоа се зависи дали е измината повеќе од 2, 3 или 4 години или пак тоа се случило, не знам, изминативе месеци, па вас ви бараат доказ, а вие го немате. Тука е малку потешко нели како потрошувачи да се докажеме. Еве, нека се и 3-4 години, не одиме подалеку. Тоа се многу сметки кои што треба да се чуваат во домот. Сериозна простор земаат. Да. Токму така е. Сега и за тоа нели се тргна кон она да се направи онлайн плаќањето со цел нели да на поинаков начин, поинаку да ги зачуваме овие сметки, но пак ќе кажам дека доволно потрошувачот да ги чува минимум 1 година, дали тоа се електронски или хартиена, понатаму нема потреба бидејќи законски е заштитен со застареноста. И која е постапката? Како да речеме да се постапи во случај доколку пристигне опомена за неплатена сметка, а е платена но без доказ? Кое е правото на потрошувачот и како треба ние да постапиме? Да, доколку сметате дека нели сметката ви е платена, давателот на јавни услуги ви бара повторно да се плати таа сметка или во самата
сметка ви става за останат долг, вие најпрво потребно е и согласно законот тоа е предвидено да поднесете потрошувачки приговор до давателот на јавни услуги. Давателот на јавни услуги согласно новиот закон е должен да обезбеди такво оделение, значи во секое свое јавно предпријатие да има посебно оделение за примање на потрошувачки приговори, тоа да биде бесплатно за потрошувача, дали ќе биде телефонски, онлайн или директно таму. Најпрво, како што кажав, кога поднесувате тој приговор до јавното предпријатие, потребно е да добиете одговор, доколку да кажеме сте незадоволни од добиениот одговор на давателот на јавни услуги, во тој случај имате право да се пожалите до одреден регулатор кој што ги регулира, дали тоа е регулатор на Комисија за енергетика и водоводни услуги или пак некој друг регулатор во зависност од јавното предпријатие, и секако доколку не знаете како треба да се постапи, не знаете дали имате право на застареност или не ги знаете вашите права или ви треба помош до запишување на определен допис до јавното предпријатие, може слободно потрошувачите да се обратат кај нас во организација на потрошувачи, како што кажав, ние имаме позитивни примери и можеме да им помогнеме во овој дел. Одредени сметки по истекот на времето застаруваат. Тоа не значи дека ги охрабруваме граѓаните да не ги плаќаат истите, бидејќи долгот, според информациите барем кои ги имаме, дека може да се наплати и по истекот на тој рок. Кога може да се избегне присилна наплата? Присилна наплата се избегнува се додека давателот на јавни услуги не дал опомена пред тужба до корисникот на јавни услуги, односно не поднел постапка нели пред нотар и извршител. Се до тој момент, додека нас не ни е стигнат оваа опомена на наша адреса пред тужба, ние имаме право да ја платиме сметката, понатаму со самото стигање на опомена пред тужба ние го губиме она право на застареност, што нели законски би го имале, за тоа треба многу да се внимаваат тука потрошувачите, нели доколку увидат дека имаат определен долг, веднаш нека се обратат да видат за што станува збор, да не понатаму добијат опомена пред тужба или во најлош случај извршување. Значи една година најмалку да ги чуваме сметките за да нема опција да не изманипулираат компаниите. Економската криза, Мартина, носи поскапување во сите сегменти од живењето кои што ги чувствуваме. Државниот пазарен инспекторат постојано е на терен, што велат податоците од кај нив со оглед на тоа што имате соработка, колку трговците ја почитуваат фер трговската пракса? Па може да се каже нели од кога се донесоа мерките, првите денови, првата недела имаше повеќе трговци кои што не ги почитуваа овие мерки, односно следствено на тоа следува и казни, но сега како повеќе се навикнуваат трговците, мислам дека веќе и во тој аспект и во државниот инспекторат што изјавуваат дека ги почитуваат мерките, се обидуваат на тој начин, секогаш има некој трговец што ќе отстапи од ова и ќе гледа да заработи нели на грб на граѓаните, но сметам дека се повеќе нели ги почитуваат, бидејќи согласно и новиот закон има и големи високи казни, така да мислам дека и се плашат повеќе од тој аспект. Голем дел од граѓаните во потрага по поевтино, многу често периодов не забележуваат каков е квалитетот на она што се купува. Порано што ме интересира еве од искуството кое што го има организацијата на потрошувачи изминатиот период, ја користат ли трговците актуелнава ситуација за да манипулираат со квалитетот на производите и рокот на истите? Па да, апсолутно да, може да кажеме дека тоа се користи и секако и порано било пракса, но сега од аспект на кризата, нели компаниите се повеќе се жалеа дека се во криза, мислам што дел се, дел можеби и не, но тоа влијае на производите, бидејќи добиваме производи со понизок квалитет, производи кај што често се случува рокот да биде избришен, да биде ставен нов рок или едноставно воопшто да нема рок на производот, така да ние како потрошувачи го купуваме, бидејќи трговецот нели не сака тој да го фрли или да го извади од производство, сака да го продаде. Квалитетот се намали, а цените се зголемија, што е нели тоа многу на штета на потрошувачите, бидејќи купуваме поскап производ со квалитет кој што воопшто не е тоа што е наведено или пак е со намален квалитет. Се манипулирали во онлайн просторот со купувачите? Од почетокот на ковид пандемијата на големо почнавме да ја користиме и оваа алатка. Да, со онлайн просторот најмногу се манипулира во последниве 2 или 3 години, можам да кажам. Еве во изминатава година кај нас поплаките за онлайн продажбата буквално можам да кажам дека дупло се зголемија, бидејќи потрошувачите започнаа онлайн да купуваат, но сега тука проблемот се јава кога тие купуваат од нелегални трговци. Нели најчесто легалната онлайн продажба е
поворед, бидејќи потрошувачите добиваат фискална сметка, добиваат документ, може да ги остварат своите потрошувачки права, но кај нелегалната онлайн продажба, односно на социјалните мрежи, се јавуваат измами од трговците, им се нуди различен производ, им се нуди производ без соодветен квалитет, им се доставува друг производ кој што понатаму не може да го заменат, бидејќи го немаат оној доказ дека ги извршиле плаќање, немаат фискална сметка, а тоа се и најчесто трговци кои што се физички лица што направиле профил и продаваат. И без оглед на тоа дали ќе го отвориме физички паричникот или онлайн ќе платиме со картичка, на што треба да внимаваме при секоја трансакција? Да, при секоја трансакција треба да внимаваме да не даваме најпрво премногу податоци, односно да утврдиме дали тој трговец е легален или не со она што тој го има ставено на својот профил, дали да провериме исто така можеме и сами во нели со истражување на централниот регистар дали тоа постои како правно лице, да не даваме премногу податоци, да не ја даваме картичката, да го утврдиме дека тој нема безбеден систем на плаќање кој што имаат повеќето онлайн продавници, односно исто така и адресата на живење. Често потрошувачите даваат сепак, нели понатаму може да се случат и кражби или нешто друго што е на штета на потрошувачот. Претина благодарам за гостувањето во Македонија наутро, транспарентноста во работењето, можноста да појасниме на нашите гледачи на што треба да внимаваат, бидејќи сите сме заедно во оваа приказна и треба да се чуваме. Да, ви благодарам на поканата, се надеваме дека потрошувачите денес нешто повеќе дознаат како да ги заштитат своите права.